Добар ден, ученици! Јас сум Љубица Атанасовска, наставник по историја во Основното училиште Лазо Ангеловски во Скопје. Денес ќе зборуваме за ослободителните движења на балканските народи под османлиска власт. Целта на овој час е да се запознаете со национално-ослободителните движења на балканските народи и да ја сватите суштината на големата источна криза. Ајде да се подсетиме малку каква била положбата на Балканот во 19-тиот век. Во почетокот на 19-тиот век, Османлиската империја се наоѓала во длабока општествено-економска и политичка криза. Причини за кризата има повеќе. Неуспешните војни, загубените територии, кризата во тимаро-спахискиот систем, внатрешните безредија и феудалната анархија довеле до слабење на Османлиската империја. Во споредба со европските земји, Османлиската империја заостанува во секој поглед. На ова карта е Османлиската империја во почетокот на 19-тиот век. Од картата може да видите дека поголем дел од Балканскиот полуостров се наоѓа под османлиска власт. Тука живееле бројни народи кои немале национални права. Во 19-тиот век, кај поголем дел од овие народи се буди националната свест и желбата за ослободување од османлиска власт и создавање сопствени држави. Денес ќе зборуваме за ослободителните движења на балканските народи под османлиска власт. Овие движења ќе доведат до создавање на нови држави на Балканот. Да видиме кои биле условите за појава на ослободителните движења. Слабењето на Османлиската империја и честите војни меѓу Османлиската империја и европските држави се главните причини за појава на ослободителните движења. Овие движења не се развиле подеднакво кај сите балкански народи. Некои народи, поради географската положба на нивните територии, можеле побрзо да создадат и развијат ослободителни движења. Други пак имале силни и богати трговски колонии во Европа, кои им помагале во ослободителните движења. Прво, поорганизирано ослободително движење се појавило во грчките земји. Големо влијание врз појавата и развојот на грчкото ослободително движење имал Ригас Велестинлис. Тој бил под силно влијание на Француската револуција и се залагал за создавање на една држава во која балканските народи би биле рамноправни. Но во таа држава им дава предност на грците и според него тоа би била Грчка република. Постоеле повеќе здруженија кои се залагале за создавање на слободна грчка држава, но најсилна била организацијата Фелики Етерија, што значи друштво на пријатели. Таа била создадена во 1814 година во Одеса во Русија. Целта на ова организација била создавање на грчка држава, но сметале дека тоа полесно ќе се постигне, доколку се крене едно општо востание на целиот Балкански полуостров. Затоа, ова организација развила широка мрежа на заговорнички групи во османлиската држава. Овие групи биле главни поттикнувачи на грчкото востание од 1821 година, за кое ќе учите во некој од наредните лекции. За разлика од грците, србите не создале некоја посилна организација која би подготвила востание. Таму, организирањето на востанието за ослободување на српските земји било раководено од локалните кнезови, кои имале голем углед помеѓу србите. Некои од нив одржувале врски со Австрија со цел да видат дали може да очекуваат нивна помош. Овие врски биле одржувани посебно преку србите воени лица кои живееле во Австрија. Во почетокот на 19-тиот век, во Северна Србија, започнале подготовки за востание. Во организирањето на востанието посебно се истакнал Караѓорѓе Петровиќ и членовите на семејството Ненадовиќ. Бугарите
како и грците, создале повеќе организации за ослободување од османлиска власт. Повеќето од овие организации биле создадени надвор од Бугарија, најголем дел во Влашко и Молдавија, а и во Србија, бидејќи на овие територии веќе имало автономија и османлиските власти не можеле да имаат контрола врз нив. Токму затоа, таму имало услови за развој на ослободителното движење против османлиската власт. Во организирањето на ослободителното движење посебно се истакнал Ѓорги Раковски, кој организирал 4 комитети кои требало да действуваат на територијата на цела Бугарија. Подоцна, него го замениле Христо Ботев и Васил Левски. Тие успеале да го обединат бугарското револуционерно и ослободително движење во еден бугарски револуционерен централен комитет. Поради големото влијание што го има црквата во животот на луѓето, бугарите сакале да создадат своја бугарска црква. После повеќегодишни преговори со Цариградската патриаршија и со султанот во 1870 година, бугарите успеале да создадат своја посебна црква под името Бугарска екзархија. Зборот екзархија означува самостојна православна христијанска црква предводена од екзарх. Создавањето на екзархијата има големо значење во бугарската историја и дало силен поттик на бугарското национално ослободително движење. Втората половина на 19. век е период исполнет со значајни настани. Посебно тежок период за Османлиската империја е така наречената источна криза, односно периодот од 1875 до 1878 година. Кризата зафатила поголем дел од Балканскиот полуостров и била проследена со повеќе ослободителни востанија и војни. Кризата започнала со востанието во Херцеговина во јули 1875 година. Ова востание набрзо се проширило и во Босна. Во април 1876 година избувнало востание во Бугарија, познато како Априлско востание. Во мај истата година избувнало Разловечкото востание во Македонија. Во исто време и Србија и Црна Гора влегле во војна со османлиите. Во мај 1877 година во војна против османлиите влегува и Русија, со што кризата уште повеќе се продлабочила. Во решавање на кризата се вмешале и големите сили, секоја водена од сопствени интереси. Оваа криза завршила со мировни преговори кои се водат во Берлин во периодот од 13. јуни до 13. јули 1878 година, познати како Берлински конгрес. Берлинскиот конгрес е всушност средба на државните представници на тогашните европски големи сили и Османлиската империја. На конгресот се расправало за новонастанатите услови на Балканот и донесени се низа решенија со кои Османлиската империја изгубила значаен дел од териториите на Балканот. Ова е карта на Балканот по Берлинскиот конгрес. Забележувате промени во картата на Балканот. Ако ги споредиме картата на Османлиската империја во почетокот на 19. век и картата на Балканот по Берлинскиот конгрес, може да забележиме дека територијата на Османлиската држава е значително намалена. Дел од балканските народи по Берлинскиот конгрес успеале да добијат независност и територијално проширување. Тоа е се за денес. Ви благодарам на вниманието. Се надевам дека ви помогнав во совладувањето на оваа лекција.